Почитувани гледачи, добра вечер. Разговараме со госпоѓа Гордана Здравковска. Не е прв пат гостин во нашата емисија, меѓутоа, ако се сеќавате, минатата година зборувавме со госпоѓа Здравковска на тема настава на далечина и предизвици, предности, слабости на наставата на далечина, но ние овој пат најверојатно имаме можност да ги вкусиме, да ги пробаме сите оние предности, затоа што ова интервју го правиме токму на далечина. Добра вечер, добре дојдовте. Еве, се согласувате ли со оваа констатација дека ќе останат некои доблести на наставата на далечина? Така е, добра вечер Сузана и од мене, добра вечер за вашите гледачи. Баш така, ова интервју во интерес на времето го правиме вака онлайн, користејќи ги придобивките од едно време кое сакаме сите да го заборавиме. Така И е. еве, сепак, нели, и нешто добро од сето тоа произлезе и остана. Така е, во моментите кога сите сме во некакво временска брканица, можеме да се договориме и онлайн да се видиме, особено затоа што вие пак овие денови сте во навистина голема брканица со организирање на уште едно издание на вашата литературна манифестација Пролет на сребрените соништа. Докаде сте со подготовките? Па вака, пета поред, јубилејна. Може би за некого мал јубилеј, но за нас организаторите на Пролет на сребрените соништа ова е еден значаен датум, затоа што нели ако се навратиме на годините што помина, ние сме горди сами на себе што успеавме овие 5 години да ја одржиме манифестацијата во сите услови што ги носеше времето во кое нели го поминавме. Значи по пети пат под покровителство на општина Радовиш, Дружението на граѓани Невена за тебе, за мене, за нас, Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија и АД Просветно дело Скопје ја организираат литературната манифестација за деца и млади Пролет на сребрените соништа Радовиш 2022, која се одржува секоја година во Радовиш, во родниот град на нашиот млад поет динамит Ацо Караманов. Потомците на Радовиш и ние како радовишани сме горди што можеме во повеќе настани и во повеќе наврати да го славиме името, делото и ликот на Ацо Караманов. Дали тој беше иницијаторот, односно неговото име и дело, да се зафатите со организирање на оваа манифестација? Што ве поттикна? Така, се почна од вечниот мотив, нели да се обележи името на Ацо Караманов и со друга манифестација. Секогаш кога зборувам за Пролет на сребрените соништа, ја споменувам и манифестацијата Караманови средби, која трае повеќе од 50 на години во Радовиш. Значи, сепак сметам дека нели дека име како Ацо Караманов заслужува да биде обележан и неговото име да се слави во повеќе наврати и токму оттаму идејата нели за литературна манифестација за деца и млади, која ќе биде во негова чест. Кој ве поттикна? Сигурно имавте некој друг кој што ве мотивираше, кој ви даде енергија, не знам како го направивте тој тим или на почетокот бевте само вие, можеби со некои ваши колеги? Како тргна таа приказна? Како велиме, на почетокот беше сон, далечната 2018 беше сон, односно прво беше идеја, па стана сон, па стана реалност и од тогаш натаму сонот продолжува да трае. Поттик, идеја, иницијатори бевме многумина влюбеници во убавиот пишан збор, тие што се занимаваме со литературата за деца на било кој начин, дали како наставници, дали како писатели за деца, дали како поети. И тука нели секогаш ги споменувам Горијан Петрески, писателот за деца и млади, Виолета Ѓуровска, Игор Поповски и јас, кога се договоривме нели дека ќе ја организираме манифестацијата, а наредната година се приклучи Просветно дело, но поттикот да остане манифестацијата 5 години покрај нашите желби и заложби се учениците и наставниците ширум Македонија, па и регионот, кои редовно секоја година
во голем број се јавуваат на нашите поетски конкурси и ние за тоа сме им неизмерно благодарни и среќни затоа што манифестацијата веќе полека но сигурно се препознава меѓу наставниците и тие ги поттикнуваат своите ученици и секоја година добиваме квалитетни песни кои со задоволство ги читаме и имаме тешка задача од 100, 200 па и 300 песни колку што знаат да стигнат на нашата адреса, да одбереме само 25, 26 како што направивме оваа година. Но сепак нели важно е и учеството. Ако ова година некој не успее да биде награден, тоа не значи дека нема да биде добар поет и писател во иднина и дека неговите песни, неговите заложби нема да бидат препознаени во иднина. Значи, учениците се тие што не одражуваат и што прават поттикот да биде постојано активен и свеж. Само што почнавте да ја организирате оваа манифестација, се случи пандемијата и се почна да тече самата манифестација како и сите други впрочем настани во еден сосема друг тек, слично на овој наш разговор онлайн. Колку беше тоа предизвик за вас, една млада манифестација што треба допрва да застанува на нозе, да биде веднаш, речиси, во самиот старт префрлена во некое дигитално издание? Ви беше ли тешко? Имаше ли проблем да се мотивираат и наставници и ученици со оглед дека и наставата беше хибридна? Беше тешко, беше голем предизвик и беше големо знак непознато, нели, дали манифестацијата ќе продолжи да живее, дали наставниците со истиот елан ќе се вклучат како што се вклучуваат и кога е со физичко присуство, како што е случај оваа година, нели? Но сепак успеавме, 2 години одеше манифестацијата онлайн. Едната година одеше целосно онлайн, каде што правивме промоции на книги, каде што имавме гостување на поети, писатели. Минатата година, поради поразлабавените мерки од Министерството за здравство, успеавме само завршниот настан, доделувањето на наградите да го реализираме со физичко присуство, а првиот дел од читањето на песните исто така одеа онлайн. Беше тешко, беше, како што реков, но сепак успеавме и затоа што, нели, тоа сега веќе едно минато време, меѓутоа еланот кај наставниците се чудна сорта. Нам еланот ретко што може да ни го убие и да ни го забави. Еланот кај наставниците беше подеднакво присутен како што и сега и уште еднаш ќе кажам, нели, благодарение на наставниците ментори, манифестацијата продолжува да живее и сега конечно и затоа беше преместуван датумот на одржување. Едно се случи во декември, минатата година беше во октомври, а всушност правичниот термин што треба да се случува согласно името, нели, пролет на сребрените соништа, е сега во пролет, последниот викенд од април или првиот од мај, како што после 5 години повторно сме на терминот и полека нештата си доаѓаат на место така како што беа и пред пандемијата. Имате интересна година на прекршување оваа 2 години во живо, 2 години онлайн и годинава се враќате повторно во живо. Што значи тоа од организацијски аспект? Какви се ресурси ви беа потребни? Како ќе бидете организирани за оваа манифестација конкретно што ќе се одржи овие денови? Така, Сузана, ви ова интересен пресек направивте. Ние како организационен одбор не сме размислувале на тоа дека баш така ни се преклупуваат годините. Значи, ресурсите и соработките што ги направивме и за време на пандемијата и пред пандемијата и сега продолжуваат, така што воопшто немавме дилема како треба да изгледа еден мал јубилеј 5 години поетска манифестација. И овие денови, како што споменавме на почетокот, интензивно работиме да го финишираме и да го видиме конечниот производ од манифестацијата во петок и во сабота. Знаете како, Сузана, манифестациите се нешто кои цела година се активни, кои се подготвуваат, но на крај главните работи и
Тоа како ќе изгледа готовиот производ се случуваат последните 3-4 дена и во овој миг, нели, веќе се подготвуваме. Манифестацијата почнува во петок, каде што за гостин го имаме нашиот драг поет и писател Киро Донев, се извинувам. И многу сме среќни што ете по долга пауза децата од Радовиш, учениците од Радовиш ќе можат да се дружат со стиховите и творештвото на Киро Донев, промотор на неговата збирка песни Календар на детството ќе биде професор доктор Ана Рингачева. И овој настан ќе биде интересен, значи и веќе училиштата, затоа што манифестацијата ја работиме во координација со сите училишта, до училиштата се веќе испратени поканите и дечињата се возбудени за средбата што ќе се случи во петок со Киро Донев. Не случајно одбравме да почнеме со Киро Донев, затоа што нели ова е сепак и година на Киро, во годината кога тој слави својот 80-ти роден ден, решивме ние како манифестација да му дадеме мало значење и тоа и почетокот на манифестацијата со него е всушност наш скромен подарок од нас како организатори на манифестацијата за неговиот роден ден, затоа што верувам дека поет како Киро Донев, кој целиот свој живот го има посветено на децата, на детското творештво, нема поубав подарок отколку дружба со децата и запознавање на децата со неговите стихови. Што е во останатиот дел од програмата овие 2 дена? Што се може да се посети, на што да се присуствува? Ете така, значи манифестацијата почнува Ѓурѓовденски, 6 мај петок, како што споменав со промоција на книгата Календар на детството од Киро Донев. Потоа продолжува во сабота, каде што ќе имаме гости наградените ученици и ментори од цела Македонија и регионот. Во Домот на културата во 12:30 ќе започне свеченото доделување наградите. Овде наградените ученици ќе имаат можност да ги прочитат своите творби, а истовремено ние како организатори им подготвуваме скромна музичка програма со наши ученици од Радовиш, музички таленти кои се добитници на многу меѓународни признанија и веќе имаат можност да се представат и пред нашата публика, а при тоа нели да може да ги слушнат и нивните другарчиња од другите градови. После свеченото доделување на наградите, продолжуваме со промоција на книгата Тајната на сината Самовила од Весела Богдановиќ. Сите знаеме која е Весела Богдановиќ, нели? Наш признат просветен работник, кој за својата работа има добиено меѓународни признанија, а исто така нели се јавува и како автор на книгата Тајната на сината Самовила. Промотори ќе бидат професор доктор Лили Бошевска, како и магистер Матилда Бојкова, која е една од ние во фелата во македонски јазик ја знаеме професор Матилда како една од најактивните и најстакнатите професорки која е присутна на сите случувања што се поврзани со децата и со училишните активности. Колку се важни? Да, спомнавте да, повелете. Со промоцијата на книгата од Весела Богдановиќ ја завршуваме всушност и манифестацијата. Само сакав да кажам дека овие промоции, овие настани се осмислени на еден интерактивен начин, каде што децата ќе можат активно да се вклучат, каде што ќе можат и овде на сцената непосредно да ги покажат своите таленти. И за малку ќе заборавив да кажам, значи течеше конкурс оваа година под наслов Во сон од сребро ја искував слободата, додека трае свеченото доделување, паралелно ќе се одвива ликовен конкурс, каде што учениците и преку цртеж ќе можат да ги искажат своите видувања на веќе зададената тема.
Да, сакав да се надоврзам, бидејќи вие спомнавте дека имате поддршка од училиштата од Радовиш. Колку е важно училиштата да бидат база на некој начин на ваквите манифестации и која е нивната улога? Во што помагаат? Како можат да го помогнат понатаму градењето на самата литературна манифестација? Значи, училиштата се основата за сите настани кои се поврзани со учениците и со децата и многу е важно што ја имаме нивната поддршка, затоа што тие даваат значајно промовирање на манифестацијата, со тоа и промовирање на вредности кои учениците треба да ги усвојат за понатаму во животот. Значи, негувајќи еден културен, уметнички живот, ние на учениците им оставаме пример како треба тие во иднина да се однесуваат. И пак ќе кажам, основната функција е воспитувањето и стекнувањето знаења, но и ние како наставници и училиштето како институција е должно да ги открива талентите на децата, па така овие манифестации, без разлика дали се поетски или се ликовни или музички, помагаат за откривање и реализирање на младите таленти и давање простор тие да ги искажат своите интереси и афинитети. Можно ли е во некој од следните години да има, не знам, посета на училиштата, програма која што можеби би се изведувала во самите училишта, или вие веќе можеби сте имале таков сегмент во претходните години? Првата година беше така, со работилници кои беа вклучени во училиштата. А за понатаму ќе видиме, нели? Да, зошто да не, тоа е баш интересно кога манифестацијата се во зависност од тоа како ние се договориме и како ние ја замислиме манифестацијата, меѓутоа да, првата година работилниците кои беа вклучени со поетите, како што е сега пример Киро Донев, се случуваа во училиштето Крсте Петков Мисирков. Испомнавме конкурсите, вие сте задоволни од одзивите. Ајде да поразговараме во колку категории беа организирани, колку творби пристигна, еве една генерална оценка за она што претходниот период стасуваше на ваша адреса. Значи, како и минатите години и овие години, и секоја година додека трае нашиот конкурс, ние наидуваме на некаков предизвик. Минатата година беше пандемијата, претходните 2 години. Ова година беше штрајкот на просветните работници. Меѓутоа, буквално беше во период кога конкурсот беше отворен. Меѓутоа, мораме да признаеме дека ние наставниците секогаш се издигнуваме над своите можности и секогаш одговараме на интересите на учениците, па така што творбите пристигнаа во голем број, повеќе од 300 творби и оваа година како веќе трета година така ни се рангирани во 3 категории. Значи имаме наградени ученици од 4-то и 5-то одделение, наградени ученици од 6-то до 9-то и третата категорија е средношколците, каде што тие се таму веќе посериозни творби што даваат една нова светлина и ветуваат дека Македонија има многу млади таленти кои во иднина ќе ја збогатат писателската сцена. Колку сте задоволни од квалитетот, од суштината на секоја од творбите? Постојано говориме дека децата слабо читаат, дека се посветени повеќе на оној дигиталниот дел кој што ги релаксира, со кој што го пополнуваат своето слободно време. Се чувствува ли во проблем таков во творештвото? Да, тоа е интересно. Така кога ги читаме творбите, факт е тоа што го кажавте, сето тоа стои и е така, нели? Повеќе внимание се посветува на дигиталниот свет, интересите на младите се малку поразлични од тие интереси на кои ние сме научени како некоја, да речем, повозрастна генерација, но да, интересно е затоа што веројатно поезијата, талентот, убавиот пишан збор сепак исто звучи во сите генерации. Мечтите и копнежите кај сите се подеднакво присутни и да, децата вистина умеат убаво да се изразат. Сум задоволна јас како член од жури комисијата, но се задоволни и останатите членови, значи заедничка констатација е дека вистина квалитетни творби пристигаат, нели па во тој случај тука се малку и менторите да ги насочат
и да ги тоа е всушност еден вид дополнителна додатна работа што наставниците ја работат со учениците, учеството на конкурсите, значи и тука пак ќе кажам сепак интересите се задоволуваат и децата можат убаво да се искажат, иако да, општата првична констатација е дека нели интересите на младите се нешто поразлично од тоа што ние им го нудиме. Сметате ли дека овие генерации нови кои што ни се веќе во училиштата, во училишните клупи, дека и потешко можеби го усвојуваат македонскиот мајчиниот јазик, токму поради големата застапеност на англискиот од најрана возраст, па дури и во самото образование? Сигурно сум дека е така. Секојдневно се соочувам со такви предизвици и тука нели улогата на наставниците по македонски јазик е најважна и најтешка и ние сме тие што мораме постојано да се трудиме, да упоменуваме и да насочуваме затоа што сепак мора да се негува мајчиниот, литературниот, македонскиот јазик. Значи многу е важно да го негуваме јазикот и сепак како што јас велам, убаво е сите јазици да ги користиме, но сепак најубаво се искажуваме на мајчиниот. Напишете го први на македонски, па потоа употребата нели на странски интернационални зборови секојдневно е присутна и неретко се соочуваме со проблем, не знам како да го кажам на македонски. Ајде обиди се, ќе го кажеме, ако не е еден збор, тоа е можеби фраза или цел израз. Но имаме тука место мегдан за работа и се надевам дека ќе се сменат нештата. Јас сум од тие што веруваат дека нештата можат секогаш да бидат подобри. Колку ваквите манифестации, како ова што ја организирате вие, помагаат за да се развива љубовта кон творештвото, љубовта кон мајчиниот јазик и да помогне како една дополнителна активност во образованието на учениците? Помагаат, многу помагаат, затоа што пак ќе кажам, во Македонија не е само пролет на сребрените соништа, постојат веќе десетина манифестации на кои јас како наставник учествувам и моите ученици учествуваат, на кои ние сите наставниците учествуваме и тие манифестации вистина многу допринесуваат за збогатување, за проширување на знаењата, за продлабочување на знаењата од областа на македонскиот јазик, за познавање и токму затоа се тие средби со поети, со писатели, за да можат учениците нели директно и да се непосредно да се сретнат и да се запознаат, затоа што тоа им останува трајно врежано во нивните сеќавања и секогаш се сеќаваат и потоа кога низ учебниците ќе сретнеме некој текст од писател што тие имале средба да можност да го видат во живо на средба, тие не ја забораваат таа средба и секогаш потсетуваат, ние имаше гостување пример тој и тој поет во библиотеката или кога беше во училиштето. Вистина манифестациите се многу значени во тој аспект. Ви благодарам многу за разговорот. Ви посакувам успешна реализација на уште едно издание, петто, како што спомнавте, на пролет на сребрените соништа и да поразговараме понатаму за впечатоците од она што се е случувало овој викенд што предстои во Радовиш. Со задоволство, поканата е отворена. Вие како телевизија сте добре дојдени. Јас се надевам дека и оваа петта пролет на сребрените соништа и сите учесници во неа, без разлика дали се наши гости, дали се наградени ученици или се организатори, ќе да понесеме убави впечатоци и спомени и толку ќе раскажуваме за нејзи. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вам.